Јас сум Сашо Тасевски, а ова е Преку Тасевски шоу. Ова шоу не се прави да се покажам јас колку сум паметен или колку сум голем патриот. Не треба сам на себе да си се докажувам. Ова шоу се прави за да ни се отварат очите и да се обидеме да ги исправиме, нели, неправдите. Исто така, секој комичар ги кажува работите онакви какви што се, а не завиткани во обланда. Освен оној Зеленски. Епа, драги мои пријатели, како што и се сомневав, една господја македонка ги разоткри нашите пратеници сите заедно околу притисокот да ги смениме пасошите во одвратната Северна. И зошто сите молчат како путка под кошулја? Еве што пишува господјата Драгана Спасевска и еве ги доказите од службен весник. Таа вели: Почитувани македонци, чувствувам огромен револт и тежина за сите неправди кои ни се нанесени на македонците. Оне што го барав, го дознав. Слободно одете на електронското издание на службен весник на Р Македонија и таму има стари бесплатни изданија. Ке влезете во годината 2021 во месец јуни и ќе го симнете изданието со број 122. Од 43-та страна натака ќе ги видите и прочитате членовите во кои се усвоени и изгласани измените со кои се носи следново: патните исправи и возачките дозволи со назив на Република Македонија имаат важност до 12 февруари 2024 година. Тако и по дефолт, сите подмолни измени на контроверзни закони оваа лоша власт ги носи во лето. Мене ми беше сомнителен целиот овој молк на сите пратеници од сите политички партии кои имаат пратеници во собранието. Сите имаат одговорност на работното место да читаат закони и предложени измени на законите. Сите имаат задолжение да гласаат измени на законите. Сите, барем во најмала рака, се должни да го известат својот народ за вакви контроверзни измени на закони. Да напоменам, молчат пред својот народ кој ги гласал и ги избрал да бидат таму, да му служат на народот и да ги застапуваат правата на граѓаните. Сите, директно или индиректно, биле учесници во овие измени. Така да, народе мој, ова е донесено во 2021 година. 3 години штама. Нам повеќе не ни требаат глумци и џавкачи од типот на Апасиев, на кој му шлапкате со воскит колку бил храбар, и не само тој, ако почнам да набројувам, до утре ќе пишувам. Добри сцени, ефтини приказни, лаги до срце и коска, зборувам за сите. Собранието го претворија во театар во кој тие глумат, а ние сме публиката која час се смее, час плаче, час го тинка, ако нема кого да напучи во моментот од нервоза, од бес. И допрва ќе плаче, да ви кажам. За сцени и глума се родени, а за дела се кријат под маса. Колачето го делат сите, ние плачеме и голтаме, зарем бе не ви е јасно дека сме препуштени самите на себе, дека кормилото го држат оние кои сакаат да не потонат ко Титаник? Ние сме срам за сите нас, за себе. Седевме, јадевме, пиевме, спиевме пред тие злодела. Се правевме слепи и глуви, ама да знаете, еден ден кога ќе плачат нашите деца и ќе бараат одговор од нас на прашањето: абе, вие, мамо, тато, бабо, дедо, што правевте, бе, каде бевте, бе, тогаш, бе? Колачето го делат сите, а ние плачеме и голтаме. Тогаш ќе онемете пред нив и ќе го проколнувате денот кога безгрижно нели легачевте на секое предавство, секоја промена против вашиот интерес додека ви ја распарчуваат татковината. А утре, хајде сите, тепајте се во ред пред МВР, немој случајно да ви текне да преземете нешто. Продолжете да легачите и да трчате пред избори само за гласови. Продолжете да гледате театар и подгответе се за денот кога ќе треба да дадете отчет пред вашите деца и идните поколенија. И немој да плачете кога ќе си одат од овде децата, зашто нив им оставивме измислена земја. Ничија земја. Земја без идентитет и име. Ние сме соучесници, отјонемевме пред злото и пред сите неправди кои ни ги направија. А Христос, некогаш одамна, ни рече: пред злото не се молчи. Маестрално, господја Спасевска, маестрално. Ама, за кого? Тирарарам, парарарам, пар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 ам, рам пам 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 пам, лоп лоп лоп.
машки стоп, лоп, 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 машки стоп. Удба мора да работи 24 часа. Денеска нема да ви правам воведи, нема да кажувам алегории, нема да бидам сатиричен, нема да правам шеги на име на власта, нема да ја споменувам опозицијата. Денес ќе дадам еден епохален предлог. Ќе го образложам само со една реченица, пред да ве повикам да ме поддржите и заедно да го направиме голема народна акција која уште еднаш ќе покаже дека македонецот не е само колнач, туку патриот. Свој на своето кој безусловно си ја сака сопствената земја. Барем ние што останавме, што си ја сакаме Македонија, покрај символите кои што ги има една земја и кои се национални, ја требаше да бидат и државни, како жолтиот лак и сонцето од Кутлеш, секоја нација има личност која ги поставила основите на националната кауза. Кога веќе во еден друг клип зборувавме дека сите народи околу нас и око се повеќе се плашат од нас поради синдромот Александар, сепак ние мораме од стотиците македонски дејци низ историјата да го одбереме најзначајниот. Од овие предавнициве, после Ацо што му е растурирала империјата, никој не заслужува да биде спомнат. Исто како некои денешни партеници, например. Самуил е... Океј. Ама некако тажна му е приказнала. 14.000 ослепени. Кои ден денес креираат слепци и кусогледи едноставно не одговараат на македонскиот лик за нацијата. Потоа се ликови како Карпош го наденале на кол. Добро се. Многу дејци, други револуционери, борци за слобода, од кои мнозинството не дочекале старост, но и тие биле епизодисти во македонскиот од пеколо до создавање држава. Па Втората светска војна, во која сериозен кандидат е Методи Антонов Ченто, првиот председател на Македонија, кој ги има сите атрибути да биде македонски национален лик, предаде малтретиран од комунистите, вистински македонски маченик. Од овие новиве некој ќе рече Тито или Киро. Тито. Киро. Тито не е македонец. А ние не сме кој некои соседни народи, националните херои да ги земаме и да ни ги ставаат со кралска уредба. Кога било време да ни го стават, не ни го ставале, а сега фала, некои други се обидуваат да ни го стават, па сами ќе се избереме. Еве вака, со патриотска иницијатива. Киро едно време беше океј лик, веројатно заслугите за немање војна во Македонија и непродавање на македонските национални интереси му се огромни. Дури атентат му направија поради тоа, но сепак мислам дека ќе го држи второто високо место со Ченто. Потоа само Борис Трајковски е така да го споменеш и толку. Ако ги земеме овие новиве од осамостојувањето, констатацијата ќе биде во стилот на големиот Горан Стефановски. Македонија ќе имаше повеќе фајде ако татко им ги исталчкаше на камен, нели, тоа е уметничка слобода, мада некои би требало да бидат исталчкани и во американски тој фор Кенеф, затоа што 30 години таму лижеа неисталчкани. И на крај не усреќа со нивните големи историски одлуки и нивното ограбување до коска на Македонија. Гледате, дека името не им го споменувам затоа што не сакам да го поганам видеово. Дали еден ден ќе дојдат подобри од нив, дали можеби на следните избори ќе дојдат и подобри од нив, ќе видиме. Но ова досега што беше да се поплукам било и да не биде повеќе, да не се врати, ама нив да им се врати. И конечно, еве го мојот предлог. Јас, Сашо Тасевски, предлагам од овој момент секоја македонска куќа, секоја фирма, секоја сала, секој објект во земјава и ширум планетава на централниот зид да закачи слика од нашиот еден единствен Гоце Делчев. Националниот Гоце, македонецот Гоце, Гоце кој го разбираше светот како поле за културен надпревар меѓу народите, кој беше лидер и водач и го даде животот за својот народ и својата земја, за секогаш на овој начин да биде во нашите срца и во нашето македонско око. Сликата на Гоце да биде за секој од нас, да ни дава сила и храброст, мудрост, истреност и верба дека Македонија ќе ја има и да не подсетува на неговата голема мисла. Јас не сум видел народ кој има повеќе предавници од македонскиот. Затоа Гоце треба да биде на сите мајци, реквизити, знамиња на македонската фаланга.
гоце да биде на секој освежувач во автомобил, гоце да биде во името на нашите кафулиња, нашите производи, на нашето секојдневие. Ни го зема името Македонија, ни го зема поимот македонски, те не дадеме да ни го земат и Гоце Делчев затоа што тој е наш, а тие сакаат се што е наше затоа што најдобро така ќе не снема. Нема, има да не има. Јас почнувам прв, Гоце ќе стои тука и во срцето за секогаш. Ајде, македонски народе, за какви идеи си ти? Да го ставиме Гоце во нашите мисли, душа и срце на нашите гради и секој зид нека го краси сликата на Гоце. Излези, момче, право на тераса и поздрави ја Гоцевата раса. Кренете раце високо горе, наше ке биде и Солунско поле. Какао! Лап, 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 мошки стап. Лап, 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 мошки стап. Драги мои сопатници, велам сопатници затоа што заедно си патиме. Драги мои сопатници, ако сакате да ни помогнете, ова прекутасевски шоу да стане нешто многу подолготрajно, имате неколку начини. Можете во секое време да донирате на копчето подарок, анонимно или со име, со било која сума. Ние не сме алчни луѓе. Храброста и талентот не се купуваат, внимавајте. Но на пријател, кога сакаш да му дадеш поддршка, тоа го правиш. Не чекаш некој друг тоа да го направи за тебе. Ако сакате да бидете спонзор, јас сум тука, ние сме тука, со луѓето од режијата, од продукцијата, ама само за сериозни луѓе. Во изминативе 2 сезони, морам да ви признам, седев со многу говеда, кои што лажеа и не заебава, и на крај ништо не ни дадоа. Останавме греотички. Очигледно не им ни биле честни намерите. А што им биле вистинските намери, тие си знаат. Затоа, ако сакате да помогнете Прекутасевски шоу да оди што подолго во етерот и во интернет заедницата, донирајте и се гледаме во новата епизода на Прекутасевски шоу.